до сите. Вклучување на обреченоста како основа за заштита од дискриминација во Законот за заштита на правата на пациентите, да се отстрани таа бариера по возраст, бесплатни и финансиска достапност до сите потребни здравствени услуги, да се превземат мерки за наистина да се спречи дискриминација, квалитетни услуги во гинеколошките установи и одредени услуги кои што се нудат само во Скопје. Има пристап до ваквите услуги, има пристап до ваквите услуги поголем број на граѓани, сите пратеници, за да се направат квалитетни измени на законот, по она што го бараат здруженијата кои што се борат за правата на лицата со повреđеност. Но за жал лицата со попреченост нема да можат да бидат во оваа говорница, бидејќи тука нема пристап. Ни јас нема да можам да бидам министер за здравство, ако сум лице со попреченост, бидејќи моето министерство нема пристап до канцеларија кај што јас имам канцеларија од мојата служба. Бидејќи на вистина тука гледам ангелски лица и гледам родители кои што имаат во преградка деца, млади, нивните деца да не бидат во преградка, бидејќи сакат да бидат независни и сакат да тие бидат самостојни. За жал и едните и другите зависат од нас, како извршна и како законодавна власт, затоа ценам дека инклузијата не се мери со број на настани, научните истражувања и тоа што го правите супер, но ќе мора ние системски да промениме за да бидеме денеска. Јас навистина сум емотивен денеска и ценам дека треба сите да се срамиме. Но не правиме доволно за вас, за да можете вие да се чувствувате своји во вашите институции кои што треба да ви нудат здравствени услуги. Затоа ќе излезам надвор од уште една се изувам и на мојата канцеларија, бидејќи навистина двојично ќе ми биде да читам нешто што е убаво, а да гледам дека и тука во здравствениот дом вие не сте или имаме две групи. Ние што може да се движиме и да збориме таму кај што имаме потреба, и вие другите што треба да седнете тука, бидејќи немате доволно инфраструктура да бидете горе или да седнете со другите. Или потребна институција која што ја имаме во моментот, ни ги пружи услугите, дали тие се здравствени или друг тип. Исто така сакам да ви кажам дека бариерите не се само од инфраструктурна гледна точка, туку се исто така од човечка гледна точка. Понекогаш ние сме, ајде да не кажам, не толку добри, има уште еден збор, не сакам да го спомнам тука, што не сме со попреченост, и секогаш приоритет ни се другите работи, а не ни се приоритет тоа што навистина треба да многу малце кошта, но треба да ни биде приоритет. Се уште еднаш да поменувам, јас имав средба со лице со попреченост и требаше да излезам со него да се видам надвор од канцеларија, бидејќи кај нас има скали, но исто така канцелариите ни се на измеѓу спратови кои што немаме никаква инфраструктура за да вие, ако имате потреба, знаете дека во секој петок имаме состаноци со граѓаните,